случи да позитивната листа не е мрдната последните 7 години нула, вкупно 11 години. Зошто тоа се случува? Не може да се каже, веројатно некаков нема интерес за да се коригира таа позитивна листа, а веројатно тоа немање на интерес потекнува од повеќе канали или повеќе места или повеќе центри на моќ кои што имаат интерес да остане оваа стара позитивна листа, така да нашите пациенти се лечат со лекови од 95 година. За жал имаме и точна бројка од лекарска комора. Повеќе од 50% од завршени студенти по медицина заминуваат надвор од државата, затоа што немаат квалитетна едукација, немаат квалитетен здравствен систем кој што ќе им овозможи по завршување на студии да запишат соодветна специјализација и при тоа да имаат соодветна едукација. Мој личен став е дека поголем дел од државниот буџет треба да се искористи кон здравството, со цел да се набави и пообновени апаратури за диагностика и за третман и за хигиената, да се обрне внимание на инфраструктурата. Исто така како моја идеја би вовела, например, да имаме летна или зимска платена пракса и во меѓу испитните рокови, со цел да заработи младиот лекар, затоа што нашиот образовен процес е подолг во текот на годините. Па сметам дека тоа е една идеја што може самиот млад лекар и да научи во текот на своето работење и да заработи, а не да оди, например, во Хрватска или Германија да работи како келнер.